Благодарам, потпредседателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Пред нас пристигна извештај на Европската комисија за 2021 година. И како што ништо друго не се очекуваше, целиот извештај е полн со недостатоци и квалификации за умерено. А умерено значи недоволно. Оценките се дека оваа влада е тотално неспособна да се справи со предизвиците со кои се соочува една држава. Не се бележи никаков напредок во борбата со криминалот и корупцијата, кои се длабоко вкоренети во власта, а тоа го нотира и самиот извештај. Например, таму е нотирана аферата мафија. Да потсетам за јавноста, бидејќи оваа власт се уште предводена од Зоран Заев, аферата мафија беше она скандалозна афера која блиски лица на МВР до власта издадоа над 200 пасоши на светски барани наркобосови, криминалци и убици, борци на ИСИС. На 200 криминалци доаѓале во Македонија и тука слободно се шетале, загрозувајќи ја безбедноста на нашите сограѓани и угледот на Македонија во Европската унија па и светот. Со тоа, за момент се загрози и визната либерализација. Оваа црна дамка на Македонија може лесно да се исчисти, бидејќи се заташка. Се заташка на оној начин што се санкционира само неколку полициски службеници на пониско ниво, но никој од повисоките ешалони не превзеде одговорност. А тука прв требаше да превземе одговорност Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи. Тој и ден денес се однесува како да мува него лази и со последниот случај со убиството на ракометарот Тот дадоа квалификации дека немало видливи повреди, видливи знаци на повреди. Тој не треба збор да каже, туку треба да се скрие и да ќути се додека народот него заборави. После, како сакате да имаме позитивен извештај на Европската комисија? Колеги, тоа не е можно. Понатаму, во извештајот стои дека земјава има одредена, недоволна и умерена подготвеност во борбата против организираниот криминал. Јас би рекол дека нема никаква подготвеност. Што е решено овде досега? Ајде некој нека објасни. Поради високата корупција која стана синоним за владењето на оваа влада, Македонија тапка во место. Корупцијата на СДСМ не само што придонесува за лошиот углед на државата во странство, туку чини и човечки животи. Корупцијата на ДУИ и СДСМ чини човечки животи. Треба ли да ве потсетам на модуларната болница во Тетово која животот го изгубија десеттици луѓе? По повеќе од 6 месеци нема ништо во врска со овој случај. За жртвите од автобуската несреќа кој поднесе одговорност? Еве ќе ви кажам, никој. Само шоферот единствено. Овој трул систем заразен со корупција ги убива нашите сограѓани. Овде, ако си власти близок со СДСМ и ДУИ, можеш да се однесуваш како Джон и нема кој да те заузди. И ова не е далеко од вистината. Погледнете само какви луѓе криминалци дојдоа на функции да ги водат институциите. Не можете да изберете генерален секретар без да заврши во затвор. Очигледно го бирате по критериумот кој повеќе ќе украде. Понатака, во надворешната политика, и таму Македонија е умерено подготвена. Значи, воопшто не е подготвена. А како да биде кога имаме стратегија на подвитка на кичма и прифаќаме се што ќе ни сервираат соседите? Сакат да ни ја фалсификуваат историјата, да ни избришат од лицето на земјата и да не направат она што никогаш не сме биле – бугари. И тоа овде во нашата влада е пречекано со овации, аплаузи, славење, како да направиле кој знае што. Заев почна да витка кичма, а Таче почна да се спушта уште подолу. Колеги, жал ми е, но морам да констатирам дека со вас никогаш нема да ги почнеме преговорите. Со вас никогаш нема да влеземе во Европската унија. Жал ми е што морам да го констатирам, но тоа е суровата вистина. Вака корумпирани, нестабилни, подмитени и со подвитка на кичма, никој не ве сака во ниедна сериозна институција, бидејќи и таа ќе ја заразите. Ако ние бевме подготвени за ЕУ, ако имавме добри резултати на секое поле, верувајте, одамна ќе ги почневме преговорите. Ама зошто да дадат преговори на една корумпирана земја каква што сме ние? Со СДСМ ние сме далеко од портите на Европската унија. А нели неколку пати влегувавме и ги започнувавме преговорите за Европската унија. Не можам да се сетам колку само датуми за преговори добивме во овие 5 години. Еден во авион кога Заев со Бујар Османи се сликаше и објави дека готово е, влегуваме, па друг следниот октомври, па следниот март, па другиот Кастриот го најави, па потоа нешто разбрала лошо неговата сопруга на телевизија. Колеги, се отепавте од лажење. Лажете додека испиете. Додека сме кај Кастриот. Европската унија е најзлоупотребуваниот збор во Република Македонија. Вие сите ваши криминали ги оправдувате со Европската унија. Законите кои ги шверцувате со европско знаменце
поради усогласување за регулативите, а всушност се за задоволување на вашите бизнис интереси. Ако украдете тендер, тоа е за ЕУ за да одиме напред. Киднапирате пратеник и тоа е за потребите на ЕУ. Што зарем Европската унија ли ви се јави да го киднапирате Кастриот? Мислите дека сето тоа не го гледаат таму? Јас гледам и просто ви се чудам. Вие немате никаква поддршка од народот. И сами се лажете собрани во барокната влада која нели ќе ја туркавте со шарените. Но еден ден откако влеговте таму, многу ви се допадна, па нарачавте златни вилушки и ножеви од 35.000 евра за да јадете во ефтиното бифе. Во делот на судството нема никаков сериозен напредок. А како би имало луѓе кога местите суди за да ги бранат вашите криминали? Кога местите суди по принципот траст, кои донесуваат одлуки според желбите на Зоран Заев, кои затварат на над 200 години невини луѓе затоа што се спротивставиле на Филерот. Невини луѓе според многу институции кои што се наместени. Тие луѓе не бараат милост, тие луѓе бараат правда и тие луѓе кои што се осудени за 27 април не се терористи. Како да има позитивни оценки во извештајот кога малтретирате луѓе од опозицијата со скршени нозе да одат на сослушување? Како да биде нешто позитивно кога во собранието буквално се тепавте за да поставите ваши уставни суди кои ќе донесуваат одлуки спротивно на уставот, бидејќи за вас уставот, деловникот на собранието и законите не значат ништо, туку се едно обично парче хартија. Обични криминалци не се способни да водат држава, а уште помалку да имаат нешто позитивно во сите извештаи кои стигат за Македонија. Невозможно е со вас било што да се постигне заради вашата неспособност страда народот. Сега наредно, покрај светните работници, покрај здравствените работници, на удар ќе бидат и земјоделците поради вашите одлуки. Немате решение во ниеден сегмент во нашето општествено живење. Честните македонски граѓани страдаат поради вашата неспособност. Поради се ова што претходно го кажав, поради вашата неспособност нотирано во европскиот извештај, поради корупцијата, лошите економски решенија, поради вашата здисаност и клептоманија, итно се потребни нови избори. Избори со кои конечно ќе завршиме со една криминална партија со име СДСМ и ДУИ и со која што народот ќе види нова светлина на денот затоа што сега живееме во темница. Охрабрете се ако мислите дека извештајот е позитивен и окей, ако мислите дека водите добри економски политики, ако мислите дека народот ве сака, излезете на избори и Таче нека проба на терен да го добие легалитетот и легитимитетот. Благодарам.